Супер. Го споделам мојот екран. И додека да почнеме, ќе следиме што се случува на чартот. Па ќе преминеме на темата која имаме за денес. Може би сте празнично расположени, па немате толку време за Zoom, меѓутоа, тие што сте дома или барем ако можете да пуштите како аудио да слушате што ќе презентираме, може да се пуштите. Ставив да се снима, иако овие зумови не се снимаат, ама сакам да ја зачувам оваа снимка, бидејќи сакам да зборуваме за market structure малце, за тренд и тоа е една од така за мене битна тема при разбирањето каде се движи цената и кој е генералниот тренд, бидејќи најголемите грешки секако ги правиме. Кога наместо, например, buy, пуштаме sell и обратно, така да тоа е се поради тоа што не сме сигурни или имаме погрешено во која насока ќе се движи цената, иако тоа никој со сигурност не го знае. Меѓутоа може да користиме индикатори, патерни, алати кои што тоа ќе ни го прикажуваат и ќе ни даваат како помош, насока, каде следно може да очекуваме дека ќе се движи цената. Дали вие што сте на Zoom-от моментално сте нови прилично или сте подолго време тука? Дали, например, да го водиме Zoom-от во насока како за скроз почетници или може малку да идеме така подлабоко во тематиката, иако ќе почнам со основите секако, па ќе видиме каде ќе не однесе Zoom-от врз основа на вашите прашања. Еден месец. Добро, супер. Например, кога јас бев еден месец на платформата, многу нешта не ми беа јасни. Јас на почетокот не ни можев да разберам, например, како воопшто се движи цената, што е тоа, каде е сега цената, ништо не ми беше јасно на чартот. И имав многу време поминав, например, гледајќи видеа и анализирајќи и пишував во една тетрадка, цртав свекички, како изгледаат, што е uptrend, што е downtrend, значи баш од основите од нула. И за тие што сте тука еден месец, иако имаме на Telegram група Fast Start со основи технички и такви нешта, например, техникалии и за платформата, например, за депозити и слично, видеа. Сакам да ви апелирам да ги погледнете видеата што се на платформата како курс за почетници, интермедијат и напредно ниво. Значи тука мислам во делот на Форекс и под него каде што имате, например, Basic Forex курс, Intermediate е некое средно ниво на знаење, Advanced е напредно, иако, например, може да ги гледате сите нормално прво основното, па после се натака, и кога ќе го отворите, во него имате, значи, што е PIP, што е Candle,
Сите тие нешта, значи како се формира цената, како на различен таймфрейм изгледа различните свекички. Упатство, не упатство, туку introduction, вовед во MetaTrader 5, разлика меѓу ние веќе не користиме MetaTrader 4 никој од нас, значи сите сме на MetaTrader 5. Маркет структура, сесии колку постојат и кога секоја е активна, технички фундаментална анализа, па ќе преминете на пример после на интермедиет делот, тој што е малку по некое средно ниво на знаење. За тамо, за тоа што, например, вие за да ги разберете сите нешто што ги кажува, да кажеме, едукаторот додека е во живо, или кога гледате некој буткемп, или кога гледате некое видео, например, од платформата и се спомнува некој термин што на вас ви е непознат, нормално дека може да го изгуглате. Меѓутоа, се имаме на платформата, така да, иако се овие нешта на англиски, може да си ги погледате и да бидете во тек, например, тие што се баш почетници, за што станува збор, иако во Advanced, например, делот, и тие што сме подолго време тука, секогаш може нешто ново да научиме, затоа што нормално дека тоа е секогаш процес, тргувањето е една цела наука, не е само препишување на идеја, значи тоа па најмалку е. Меѓутоа, почетниците и ние сите, додека учиме или додека сме во процес на изучување на некоја стратегија, користиме идеи, сигнали, така да ги кажеме, или идеи од скенерот, за да заработуваме некој одреден профит, додека учиме стратегија. Значи, секако дека главната ултимативна цел на секој треба да му биде сам да се научи да тргува. И кога мислам на стратегија, која би ја научиле, мислам, например, стратегијата на Рајко, и да се уклучувате кај него на Zoom, да научите стратегија од некој друг едукатор, например од Джејавал, од Ерик Лукас. Пред да почнеме со овој Zoom, бев на една лайв сесија со Ерик Лукас и тој, например, многу едноставно објаснува на кој начин тој уствари дава идеи, што е неговата стратегија. Тој го користи токму тоа што сега ќе го зборуваме, значи support и resistance левели, од поголем па кон помал таймфрейм и клучни, например, места каде што има supply и demand или понуда и побарувачка. Конкретно сега зборуваме за злато. И тоа се нашите зони каде што ние може да очекуваме да влеземе во трейд или па да излеземе од трейд. Како што Sniper Vision, тоа што го гледате моментално, значи кажува кога ние да влеземе во трейд, кога има скоркард тука, екзит стратегијата или местото на излез е следната картичка во спротивна боја, например тука. Кога се појавил овој скоркард, ако сме биле претходно во бај и сме го држале цело време трейдот, ова ни било знак дека треба да излеземе од овој трейд. Тоа е, значи за секој трейд и за секој влез, ние мора да имаме и екзит стратегија, односно да знаеме до кога тој трейд ќе го држиме и до кога ќе бидеме во тој трейд. Дали имате некое прашање, например, да го поставите во чет или да се одмутирате, може тоа да го правите преку целото време. Јас сега ќе пуштам TradingView, бидејќи е малку почисто, нема толку индикатори, инаку TradingView е основата на сите скенери, долу може да видите дека го има знакот на TradingView, еве го мојот тап. Може да си направите бесплатен акаунт сите на TradingView со лимитиран број на индикатори, во исто време кои што можат да бидат активни, некаде 3, мислам дека, а секако има и платена верзија. Имаше сега за Black Friday попуст за цела годишна претплата. TradingView е страна каде што може да гледате не само злато, може да ги гледате сите валутни парови, криптовалути и кога се уклучувате на лайв кај некој едукатор, сигурно сте приметиле дека тие најчесто користат TradingView кога
кога ја прикажуваат нивната стратегија и кога цртаат на неа позиции и прават анализи. Евака, значи, моментално сме на чартот на злато. Како што гледате, јас имам уклучено еден индикатор, се вика Lux Algo, Smart Money Concept, и тој ми покажува зони кои што се како нешто во стилот на стратегијата на Рајко, како ордер блок, места каде што се потенцијални за влез во трейд и ако цената евентуално дојде до нив, тоа е момент каде што ние може да поставиме некои buy limit или sell limit и оттаму да се активира нашиот трейд. Сакам прво да се пуштам на поголем таймфрейм. Например, таймфрейм се тие 1 минута, 5 минути, 1 час, каде што, например, кога сме на 1 или на 4 сати или на 1 час, на 1 часовен таймфрейм, тоа значи дека една свекичка трае 1 сат и логички како се спуштаме кон помал таймфрейм, има се повеќе и повеќе свекички, е по гужва едноставно, чартот е потешок за ориентирање, ајде да кажеме, посебно за почетници, и целта ни е да биде што поедноставно, нели, за да можеме ние да сватиме како се движи цената. Тоа ќе го нацртаме вака, значи цената нормално дека првенствено е незиното движење нагоре или надоле определено од тоа колку има побарувачка и понуда за злато моментално. Тоа е едно генерално општо правило во економијата. Значи, колку повеќе има понуда за некое нешто, неговата цена паѓа, значи тоа е обратно пропорционално. Додека кога има мала понуда или например на пазар кога само еден човек продава например јајца, тој може да ја диктира цената и може да стави и поголема цена од можеби реално колку што вредат, бидејќи сите купувачи ќе отидат кај него и има побарувачка за тој продукт. Така и тука, кога има голема побарувачка за злато, поради некои настани економски и политички во светот, тогаш може да приметите дека цената на златото оди многу горе. Исто така, бидејќи ова е пар злато со долар, треба да знаете дека колку појак доларот, цената на златото паѓа и обратно, значи тие се во инверзна корелација, што значи дека, например, ако следите колку е јак доларот моментално или денес или моментално има чарти за доларот, може да очекувате каде ќе се движи, например, денес златото. Еве го доларот последното и може да видите дека прилично е јак и затоа златото денес е во бериш тренд, односно цената му паѓа и иде кон доле и треба да бараме позиции за сел, значи таа е логиката, таа е идејата во тргувањето, иако не мора да има правила, затоа што еден ден сме пред Нова година и има многу манипулации на пазарот и тоа има влијание на цената, така да не е генерално поволно време за тргување, ама ќе погледнеме некоја позиција и од Sniper Pro. Сакам да ви кажам дека историски златото нормално дека има раст откако почнало да се тргува, цело време е во аптренд, или аптренд значи дека цената на него постојано му расте. Или тоа се вика булиш тренд. Булиш затоа што кога цената на нешто расте, или во тргувањето користиме термин дека тука се јаки биковите, или тие се тие што прават бај, страните, нели, нормално што купуваат злато се викаат бикови, а другата страна што продава се берс или мечки. И златото и викаме дека е во аптренд. Меѓутоа, тој аптренд не е една права линија,
Не е златото дека иде постојано вака, туку е како бранови. Значи ќе има силен аптренд, па ќе има мала корекција, па повторно и слично. Значи ова може да го приметите на сите таймфреймови, и на 1 минута се гледа истото, и на 5 минути, и на 1 сат, и на дейли. Дейли е една свекичка, еден ден. Од ова ние што може да заклучиме? Дали имате приметено некогаш, например, кога ќе имате пуштено бај, позиција, ама ја имате пуштено од тук? Од врвот, например, на планината, ајде да речеме, или од врвот на трендот. И вие таман пуштате бај и цената почнува да паја. Или ќе прави корекција или ретест. И си викаш како баш сега, нели, јас мислев дека ќе оди цената уште нагоре, таа прави корекција и затоа се случуваат, например, загуби, стоп лос и слично. Кога имаме ваков аптренд, цената прави врвови и дна. Например, ова е првиот врв и се вика high. На англиски high. Ова е првото дно и се вика low. Значи тука мислам на таа најниската точка. Во моментот кога цената ќе го надмине претходниот врв, ама ќе го надмине со цел кендал, значи ќе се затвори вака, боди на кендалот, бодито на кендалот, телото на свекичката ќе се затвори над ова ниво, значи тука вака ќе има свекичка и ќе има вик се нели тие антенките. Ова значи дека дошло до ломење на структурата или break of structure, BOS е break of structure и тоа значи дека цената ќе прави нов врв. Тој нов врв се случил тука и тоа се вика higher high. HH се вика higher high. Цената пак почнала да прави корекција. Бидејќи не стигнала до претходниот лоу, значи не го надминала претходниот лоу, туку цената затворила некаде тука, тоа е higher low, значи повисок лоу, повисоко дно од претходното се мисли, од ова. Бидејќи ова се случува, значи имаме постојано HH, значи нови врвови, цело време BOS, тука, цело време break of structure и нови врвови, тоа значи дека цената е во uptrend. Ова е bullish тренд, цената, иако прави корекции, постојано оди нагоре и ние, ако го воочиме овој тренд, најпаметно и најлогички е да пуштаме бај позиции од тука, значи од дното. Значи ние бај позиција треба да пуштиме од тука. Вака да изгледа. Бај позиција на наредниот лоу, од тука. И лоуто може, стоп лос може да го ставаме под претходното лоу. Значи, претходното лоу е, например, 4375, ние да го ставиме $2-3 подоле. Тука некаде. Сега изгледа малце, ама кога ја гледам цената е повеќе. Значи, целата идеја на нас треба да ни биде, за да не бидеме во минус или да не пуштаме бај на врвот на планината или кога е цената во хај, ние треба да пуштаме бај кога цената е тука. И да ја држиме, например, позицијата, барем до претходниот хај. Да се надеваме дека цената ќе дојде до тука. Барем до претходниот врв, нели? Сега. Кога цената ќе дојде, например, до претходниот врв, таа обично вака ќе ставиме линија. Кога цената ќе дојде до претходниот врв, овие врвови обично се до некои цели броеви, психолошки броеви, или, например, ако следите Џон Оливер на лайв, кој што е едукаторот за Sniper Pro, тој ги вика banking levels, или нивоа каде што се институциите, банките, каде што тие купуваат и продаваат. Значи, кога златото завршува на цел број, например, 4410, 4420, 4300, 4450, значи тоа се
цели броеви каде што се очекува дека златото ќе реагира, односно ќе ретестира. Значи тоа значи цената дека ќе иде до тука и од 4410 ќе се одбие да прави корекција. И ние тука, ако одбереме да пуштиме сел позиција, бидејќи цената е на врвот, нели обратната ситуација, ако е трендот бериш, ние сел треба да пуштаме кога цената е најгоре, кога е на врвот, кога е тука, например, треба да пуштиме сел. И ние во оваа ситуација тука, ако избереме да пуштиме сел позиција, стоп лосот ќе ни биде, треба да ни биде уствари многу мал. Тука некаде, многу мал, мислам како многу мал број пипови. 20, 30, 40 пипови, за тоа што следното нешто што сакам да го кажам е може да се случи да се пробие овој врв, како претходно што кажав, и ако настане тој break of structure, цената да го пробие претходниот хај, како тука, цената на нас ќе ни удри нели во стоп лос. Така да затоа ставаме многу мали стоп лосови во оваа ситуација, бидејќи ние не знаеме дали цената само ќе ретестира или повторно ќе оди горе. Бидејќи кога има јак булиш тренд, а тоа златото го има во последниот месец-два, ајде да кажеме, со корекции нормално, овој breakout или пробивање на таа цена, кога ќе се случи, тоа ќе биде, например, со многу пипови. Тоа ќе биде, да кажеме, со 50, 100, 200, значи цената ќе отиде нагоре, например, $20, 30, 50, некогаш ако има некои вести посебно. Така да, треба да знаете да препознавате, например, кога ќе го погледате чартот, прво каде е цената или каков е трендот, за да може да знаеме ние какви позиции да очекуваме да пуштиме. Тоа Sniper Pro во неговата позадина или неговите AI моменти или програмирања автоматски го прават. Значи тие, како тука што може да видите, кога цената дошла до 4380, што е цел број, значи цената се одбила од тука и почнала да прави корекција за надолу. Исто, цело време го прави истото. Значи цената кога ќе дојде до некој, например како тука, 4360, се одбива од тој клучен левел или клучна цена и продолжува горе. Тука стигнала до следниот банкинг левел, 4370, па доле. Ако го пробие 4360, ќе оди на наредниот. Значи на 5 или на 10 разлика, 4355. Значи тоа од тука не можело да го пробие да иде цената горе, од тука се одбива и оди само горе. И следно, може тоа секогаш да си го пратите и ќе видите дека многу функционира. И како тука, цената е моментално на 4370, што е клучен левел и тешко може да го пробие надолу, освен ако не е многу јак бериш тренд. И вие тука, например, може да или да земете рачно профит или од тука да пуштите еден бај до, барем минимум, до наредниот банкинг левел, до 75. Денес златото е многу волатилно, е изразот кога го користиме, кога е многу брзо движењето, нагло, таман ќе иде бај $10, 5, па ќе иде 20 во село, одеднаш, например, еден голем кендл ќе има може би 50-100 пипови, но тоа пак повторувам дека е поради тоа што е крај на годината, крај на месецот, има многу манипулации на пазарот и не е поволно, ама тоа може да се случува и во обичен ден, така да треба да бидеме подготвени да се и да знаеме зошто тие нешта се случуваат. Ама тоа не случајно тука е обележено, значи тие позадебелените линии на Sniper Pro, гледате 4360, 65, 70, 80 и гледаш од тука дека 70 додека зборуваме, значи за една минута, стига до 75. Од тука прво може ќе проба да ретестира, да се врати назад, значи да се одбие од овој клучен левел, или ќе ретестира тука во оваа коцка црвената, бидејќи тоа е зоната за влез во трейд, нели, кога ќе се појави скоркард на Sniper Pro, знаеме дека оваа зона тука за дебелената црвена е местото каде што се влегува во трейд и тука, например, на овој кендл требало да се пушти сел. А вториот момент е кога
цената ќе се врати повторно во оваа зона, како што, например, може сега да следиме дали ќе дојде тука до 4376 и од тука повторно да пуштиме сел. Значи, ако кендалот се затвори надвор од оваа зона, над неа уствари, тогаш зоната веќе не е валидна, да знаете. Кендал да се затвори надвор од зоната, значи кендал, ама тука да биде. Значи, бодито тука да му биде. Нешто така. Малку се грозно нацртано, ама тоа значи. Значи, не само да има вик, антена, надвор од зоната, туку цел кендал да биде над неа, тогаш таа не е валидна. Се додека цената само се удира тука во неа, со вик, тоа значи дека ќе продолжува како за сел. Ќе продолжува како да се движи надоле цената. Ќе биде трендот бериш. Значи, тоа значи тука кога ќе погледнеме бериш, претходно што го цртавме тука, значи оваа беше булиш, обратната ситуација, значи кога цената паѓа и прави пониско дно, понисок врв, пониско дно, тогаш структурата е бериш и цената продолжува да паѓа. Значи се само обратно. Еве ова моментално што го гледаме, цената пробува да ја пробие таа зона за влез тука. И ќе видиме колку ќе биде успешно или само ќе биде некој liquidity sweep. Liquidity sweep значи следно. Тука, например, над зоната или над 4380, многу луѓе пуштиле сел, нели? Логички. И тие кога пуштиле сел, стоп лос ставиле некаде тука и очекуваат цената да паѓа, например, кон доле. Значи тука, тие што имаат стоп лос тука на 81, на 81,5, на 80,5, на 82, значи кога ќе ставиш некаде стоп лос, ти уствари ставаш пари, нели, ризикуваш пари во тој момент. Тука. Значи кога твојот стоп лос во ова ниво, значи јас тука ризикувам да кажеме $20, некои 200, некои 2000, некои 1 милион. Значи тука има пари, има ликвидити, се вика. И што се случува со пазарот? Цената сака да го земе тоа ликвидити или маркетот сака да ги земе тие пари и ќе се случи дека ќе дојде еден кендал или ќе има само еден вик што ќе дојде до тука и ќе направи так и ќе се спушти и само ќе ги земе тие пари, значи ќе им ги удри стоп лосовите на сите и цената ќе почне да оди повторно кон доле. Значи тоа се вика liquidity sweep или народски кажано, значи ќе се удрат стоп лосовите на сите кои што таму ги имаат поставено на тоа ниво и цената ќе продолжи да оди кон доле. Значи тоа маркетот постојано го прави, на него тоа му е работа да не ги земе парите, а на нас работата ни е да имаме што подобро ентри. Например, тука да ни бил некаде идеално влезот, кога цената била најгоре, и стоп лосот да ни биде, например, за злато може да биде и 50 и 100 пипови, значи тоа се 5 или 10 долари разлика, на тоа што златото во тој простор треба да му дадете да дише едноставно, не само да ви го удри стоп лосот, да ви ги земе парите, без разлика колку се не е битно, и пак да отиде таму каде што вие иницијално сте пуштиле трейд и сте сакале да отиде, туку треба да му дадете простор и да оди во минус, не е проблем, нека оди во минус, ама тоа да биде некое ниво каде што нема да го удри вашиот стоп лос, но и нема да биде некој преголем ризик за вашиот акаунт. Сето тоа треба да биде добро искалкулирано и да биде со пресметан ризик. Не сега вие да ставите 100 пипови стоп лос, ама да имате 0,1 лот и да ризикувате $100, а имате $150 на акаунтот. Фактички повеќе од пола го ризикувате, ама имате, например, голем стоп лос. Не е и тоа идејата. Тогаш во тој случај ќе имаш лот 0,02, например, ќе ризикуваш $20, ама ќе го пуштиш стоп лосот да малце да
да биде поголем, за да може едноставно трейдот да дише, не само на секој трейд, стоп лос, а го ставаш стоп лосот премногу мал, например, 3,40 пипови или 3-4 долари разлика. И затоа си викаш како сега јас имав сел, таман ми удира во стоп лос и продолжува во сел. Затоа што стоп лосот е многу тајт, се вика, многу мал. Ама секој, например, тоа си иде повеќе после со искуството. Секој, например, не може да гледа кога трейдот оди во минус, иако тоа се, например, 10, 15, 20 долари. И едноставно си или го поставува стоп лосот по параметрите од скенерот, или препишува идеја или сигнал од некаде, и баш тука може да видите дека ние случајно го имаме ставено каде што дава самиот Sniper Pro стоп лос на 4,381, а зоната е 4,376, значи 50 пипови стоп лос или 5 долари разлика во цената, што е, сосема коректно, иако ја би го ставила малци и погоре. Би го ставила, например, тука, затоа што може од 80, ако сака, ќе иде уште 1 долар, само колку ради рекреација цената и ќе удри во стоп лос. Се надевам дека ме разбирате тоа што ви го кажувам и не е превише абстрактно за новите, бидејќи тие се најчестите фрустрации или најчестите, например, грешки што се случуваат и вие не можете да си објасните зошто, например, идејата ми е добро препишана, се е по параметрите, се е како едукаторот што има напишано, се е по GFU Connect, а пак сум во минус, например, затоа што едноставно некој ќе си пушти по малце поголем стоп лос или малце. Ја, например, никош нема да го ставам стоп лосот на баш на целата бројка, например, на 4,355. Тук ќе го ставам 1 долар, 2 погоре или подоле, дали е сел или бај различно, во зависност. Само заради таа причина, да не ми го удри стоп лосот и да продолжи во истата насока како што сум сакала да биде. Има ли до тука некоја прашање, дали, например, е многу нејасно зборувам, дали е брзо, дали е јасно или не е јасно? Remove, ќе ги избришам сите цртежи и на поголемиот таймфрейм ќе одзумираме малце да видиме каква е структурата. Тука јас имам ставено еден индикатор за сесии, затоа се жолтите линии. Супер објаснуваш. Фала ти. Вака. Значи, може да приметите дека ова што го гледаме е на 1 сат, 1 часовен таймфрейм и скоро па од почетокот на месецот сме тука, од 8 декември, например, еве се гледа. На 8 декември, цената била 4180. На 29 декември била 4550. Значи, тоа е раст од скоро 400 долари, значи во неполни 20 дена. Значи, тоа е ненормален раст на златото. Замисли дека некој можел да држи тука позиција од 4000, да пуштил бај и да ја чува едноставно цел месец и да е во страшен профит до тука. Ама не секој може да издржи да гледа, например, дека е, да кажеме, стотици илјадници долари во профит, а да не си ги земе од страв дека цената нема да прави корекција назад и дека нема да го изгуби тој профит. Тоа е малце за тие со по-дебела кожа, што викаат. Тука, значи, многу убаво гледаме дека златото е во аптренд, нели? Значи, аптренд е ова. Сега. Ова нормално дека не е права линија. Имало цик-цак, значи имало корекции и последната поголема е од тука, значи од вчера. Од 4550 цената се спуштила до 4300, значи тоа се 150 долари
промена во рок од еден ден или пат, или тоа 1500 пипови, што е многу голема корекција. Значи, златото било во страшен бериш тренд вчера, значи на сите таймфреймови валјда. И сега повторно прави една благ напор да цената да оди како нагоре. Значи и од 4300 се стигнала до 4400. Значи пак не е малку, ич не е малку, значи $100 во текот на денешниот ден. И ние прво треба вака поголемата слика да ја погледнеме, за да имаме представа во последните денови или сати како се движила цената, за да знаеме тоа што го гледаме на помалите таймфреймови, дали е валидно и што се случува со цената. Например, сега сме на 1 сат, гледаме дека е бериш и има голема корекција и повторно цената продолжува да оди горе. Се спуштаме, например, на 15 минути. Уназад, ако вратиме, има многу цик-цак. Гледате дека веќе и на 15 минути е too much, значи има премногу свекички, немаш представа дали е uptrend, дали е downtrend, се ти е измешано, гледаш насекаде, значи можеш да видиш горе, па доле, па консолидација, па пак uptrend и веќе си во забуна кој е трендот што треба да се прати и дали си во тренд или дали е цената во консолидација. Консолидација се вика кога цената, например, вака се движи помеѓу некоја цена и да кажеме може цел ден да си се движи во тоа ниво од, пример, од 4300 до 4350 и само да си прави како пинг-понг и да се удира од support и од resistance и се додека едното ниво не се пробие, дали тоа ќе биде нагоре или надоле, и да прави, например, поагресивно движење во некој од тие правци. Кога, например, не си сигурен каков е трендот, сепак не сакаш, например, позицијата да ја држиш цел ден или 2 дена, едноставно сакаш да биде трейдот да завршува брзо, да си земеш 2-30 пипа профит, да си земеш, например, $30, 10, 15, не е битно, тогаш ќе работиш на помалите таймфреймови, например, ќе работиш на 5 минути и на 1 минута, затоа што, иако генералниот тренд за цел ден, например, е бериш, може ти цел ден да имаш профити само на бај позиции. Може цел ден, кога ќе биде цената во корекција, ти од тука бај и излегуваш од позицијата. Ќе се спушти цената, ти од тука пак бај. И така да, ако, например, работиш на помалите таймфреймови, тогаш ќе ти биде ориентација или индикација, или вака, ако знаеш да си одредиш ордер блок, или ако го користиш, например, индикаторот, или ќе гледаш на Sniper Pro на 1 минута и тој сам ти кажува каков е трендот. Трендот е бериш, например, цената паѓа, нели? И кажавме дека кога цената паѓа, односно кога трендот е бериш, вака. Значи, кога цената паѓа, ние треба тука да влегуваме во позиции. Тука. И Sniper Pro го прави тоа за нас, односно ни дава scorecard. Тој не случајно ја дава таа картичка тука, бидејќи тука е врвот на цената. И тој врз основа, како што ви кажав, на позадински индикатори, пресметки, Fibonacci, support, resistance, претходни нивоа, колку е јак доларот, како се движи доларот и одредува дека во овој момент треба да се пушти сел. И ние, бидејќи не сме експерти, тука сме да учиме, ние одлучуваме да го слушаме и од тука ние пуштаме сел од ова ниво. Почетниците стоп лосот го ставаат каде што е одредено, или 4380, и ставаат ТП1 4371 и го оставаш трейдот да работи.
Значи, позицијата ќе биде активна, се додека еден од тие параметри не биде погоден, односно се додека или ТП1 или стоп-лос не биде погоден. Имаше пред да почне зумот идеја на Trade Titans за buy, беше ентрито од тука, некаде од 65 до ТП1, видам само беше 75, имаше 3-4 опции. Некој од вас може би ја искористил таа идеја. Значи, ентрито беше на 65, зоната околу 65-60, значи не случајно тоа е дадено со таков. Значи, од 65 до 60, значи во оваа зона некаде бај и до 80. Значи, баш до целата бројка до 80, бил ТП4, сите се исполнети и имало голем стоп-лос, значи стоп-лосот бил 4350, односно за тој што влегува на 65, стоп-лосот на 50 е, како што претходно кажавме, 150 пипови или $15 и не случајно е така, бидејќи му даваш простор, браво Тоше, му даваш простор на цената да дише. Значи, едноставно, не ти е страв дека има голем стоп-лос, пресметан ти е ризикот и можеш да ја пуштиш, секој различно, например, може ја видел, некој ја видел кога била 63, некој на 65, некој на 68, може да пуштил трети, во зависност кој колку чува, некој ќе излезе на ТП1, некој на ТП2, и сите сме, например, сите ја гледам истата идеја, а секој има различен профит од нас. Тоа е така, затоа што не сите во истиот момент ја пуштаме идејата и во истиот момент ја гасиме, не сите користиме исти лот, исти ризик, значи некој и може би има помал акаунт, ризикува повеќе, па и на мал број пипови има голем профит. Например, ти, ако имаш лот 0.1 и си, например, си ја чувал идејата само до ТП1, имаш 50 пипови профит, тоа за тебе е $50, $50 профит, значи некој има 0.01 лот и има $5 профит на истиот трейд. Значи тоа е како утакмица и јас и ти ќе имаме исти тикет, иста утакмица ќе фатиме, ти имаш 1000, јас имам, например, 10.000 добивка. Тоа е се, значи, игра на капиталот и јас уште на почетокот кога дојдов на платформата многу брзо видов дека дека можеш да правиш во тргувањето колку сакаш пари, само треба да имаш капитал. Значи, се е до капитал. Значи, сите ќе фатиме истата идеја на скенерот и сите ќе имаме различна, например, добивка. Тој што има повеќе пари на акаунтот и со мал ТП и со само ТП1, например, ќе добие $200-300 и може да го заврши денот, а некој за $200-300 треба да тргува, например, 2 недели. И тука на мене само ми беше идејата, само ми беше прашањето од каде ќе најдеме пари да тргуваме. Тоа само ми беше единствената дилема. Друго, значи, се беше лесно. Лесно ќе биде да научиме скенер, значи лесно ќе биде и стратегија да научиме. И на мене, на почетокот, многу фокусот ми беше на, се викаат, фундирани акаунти, значи ти постојат такви фирми брокери кои што ти даваат пари за тргување. И тоа, например, е како челендж, се полагаат 2 фази или една во зависност од која фирма ќе купите. И, пример, ти можеш со $50 да купиш акаунт од $10,000 и ако си дисциплиниран и ако го положиш, одеднаш, например, до вчера си имал $0 на акаунтот, сега имаш $10,000 real money со кои можеш да тргуваш. Значи ти не можеш да ги вадиш тие пари, ама со нив можеш да правиш профит. И на мене тоа ми беше вау, значи викам готово, крај. Јас, значи се ќе направам, се ќе научам, не е битно колку време ќе ми треба, дали тоа се 2, 3, 5 месеци, 6, не е битно,
Ама ќе дојдам до тоа ниво каде што на пример ќе правам со помош на таков голем фундиран акаунт, на пример и по 500 и по 600 и по $1000 на ден. И само тамо ми беше фокусот. Значи јас многу долго време немав реален акаунт од таа причина што едноставно само тамо ми беше идејата, затоа што си викав, значи исти трудот, на пример ти, иста е анализата, исто е се, да направиш, да пуштиш трейд, некој да, на пример на него да има $10 профит, некој да има 100. И си викам, зошто да немаш 100 кога имаш можности. Така да кога доаѓаш на пример на ваква платформа, ти се отвараат многу опции и учиш многу нови нешта што претходно си немал појма дека постојат. На пример, јас сум економист, ама сум немала никакво познавање ни од берза, ни од тргување, нити сум знаела како се пушта трейд, ништо. Јас на почетокот не ми беше јасно, јас си мислев, го прашував на пример менторот, ама чекај сега, ние тоа злато што ќе го купиме, некаде ќе го чуваме, па кога ќе го продадеме, значи нешто ми беше така како за физичко си го поврзував, како дека треба нешто да го купиш, ама чекај, ја немам $2000, тогаш беше златото. И таква некои многу глупи прашања на почетокот, многу дилеми од непознавање, на пример, од прв пат се соочуваш со таква материја и се ти е ново и додека скопчаш, на пример, додека сватиш колку е саат, што викаме, треба време. Додека сега, на пример, со новите групи, со овој систем, со овие скенери, многу полесно им е на почетниците да влезат во шема и многу побрзо се почнува со заработка. Значи тоа е голем плюс. Вие, на пример, тоа не го осеќате затоа што го имате и вие како дадено и си викате тоа. Фала Богу дека треба така да биде. Јас сум дошол тука и мора за 2 недели профит да имам. Ама ние тоа, на пример, тогаш не го размислувавме така, затоа што немавме такви опции и можности, едноставно целта беше прво да учиш. Таму беше фокусот, да знаеш се, да знаеш прво сите поими, значи ја по природа и сум таква, значи јас нештото треба се да знам кога ќе слушнам Фибоначи, што е тоа Фибоначи. Па ајде гуглај, па ајде цртај, па да пробам дали функционира, па дали стварно цената оди до тие левели, па ќе слушнеш нешто друго, па fair value gap, што е тоа, ај тоа да го користам. Значи се што имаше на платформата од search, на пример ти да идеш во на било кој едукатор имаше поле кај што се срча и секаде каде што во видеата се спомнува таква тематика, на пример, и читам. Сега сакам да читам, да кажеме, за break of structure и пуштам и гледам видеа, па цртам на тетрадка, па пишувам и тоа мора да го правиш ако сакаш на долг рок да бидеш успешен. Ако сакаш, на пример, само да препишуваш, гледаш дека милион групи има и сигнали и се, ама се тоа кратко трае. На пример, после ќе дојде фазата каде што си мислиш дека се знаеш, не ми треба на мене ни скенер ни ништо, чекај сега јас. И ќе почнеш, на пример, да трейдаш со емоции, со некоја лажна самодоверба и ќе видиш дека не е тоа и ќе си легнеш пак на брашното и пак ќе почнеш да учиш. Така да основите мора да ги знаеш, значи мора основни поими да знаеш, некој кога ќе ти каже некој термин поврзан, на пример, со тргувањето или со Форекс, тоа да знаеш што значи, на пример, не да кажеш на некој дека си на академија за тргување и он да те праша нешто да види колку ти сече, на пример, или колку знаеш, и ќе те праша, на пример, inverted fair value gap и ти ќе си како what the fuck, не знам. Така да мора да се трудиш и да учиш. Иако едукаторите се трудат на лајвовите да се шо по-симпл, затоа што постојано има нови и нови, ама кога си подолго време тука, веќе сакаш да навлезеш, на пример, во тематиката и да знаеш повеќе, барем на мене тоа ми беше логиката. Сакав да ви кажам за кога спомнав за лайф, едукаторот на Sniper Vision, Sniper Pro,
се вика Џон Оливер и е во живо 3 дена во неделата, вторник, среда и четврток, од 3 попладне. И тој често на почетокот, значи поточно во 3:30, кога отвара Нью Йорк берзата, поставува buy stop и sell stop нарачки. И често го прашуваат во чет и често има нејасноти какви се тие позиции. А тоа изгледа вака, например. Тој предпоставува дека кога ќе се отвори берзата, ќе има, например, многу голем бум, одеднаш, многу големо движење, и како, например, сега. Цената моментално е 4365. Он става бај од тука, од 4370. Бај, значи, од погоре од цената, значи да се разбереме. Buy stop од тука. Тоа значи дека кога ќе дојде цената до 4380 да се активира buy. Значи он уствари го прави ова. Кога ќе дојде цената тука да се пушти buy. Едната опција. И другата опција прави на следниот подолу banking level или цел број, он прави тоа. Он прави од 4360. Сега да си го собереме четот. Значи тука. Од 4360 сел. И цената е, например, моментално во овој вакуум простор, во овој измеѓу простор. И он поставува така. И чек. И доаѓа 3,5. Како се гаси овој браш сега? Ај па сега па хайлайтер. И доаѓа 3,5 и ние сме, например, со цената тука и ќе почне нагло движење, затоа што има тогаш многу волумен. И цената бум ќе удари, да кажеме, во 4370 и тој ќе каже окей, buy stop got hit, од тука се активира buy, го бришаме sell stop, значи иако ти се двата плейсувани, овој го бришаш, значи на MetaTrader, и сега си во buy, едноставно. Значи ти си имаш подесена позиција да се активира пред да почне отварањето, затоа што во тој момент кога ќе има многу голем волумен и движење, ти нема да стигнеш да пуштиш бај, а со тоа што цената се движи пребрзо, цената нема ни да ти се отвори трейдот таму каде што ти сакаш. Нема да се пушти од 4370, ќе се пушти од 73,5 и ти и во минус може да си, иако во правилната насока се движи трейдот. Значи, кога има вести или отварање, има многу волумен и може да не ни стигнеш да отвориш трейд таму каде што сакаш. Значи, тоа е идејата на buy stop и sell stop, значи, и може да го користиш, да кажеме, како претходно, тука што цртавме, да кажеме, кога ќе има breakout, значи, кога ќе си во uptrend, и ти пуштам јас од тука намерно buy stop местам, значи од претходниот high, и се надевам дека цената ќе оди кон горе. Значи сам си го местам трейдот и чекам пробивање. Иако нели логички од тука да пуштиш buy од подоле, бидејќи ти додека цената стигне до тука, ти веќе ќе си во профит. Арно, ама ние го од врвот логички е да си пуштаме sell, значи кон доле. И кога ќе се случи таков breakout, ние си викаме, чекај полека, ќе се врати, ти си во минус, и ти си викаш дека цената ќе се врати, ама тука се случил тој, например, breakout, а ти не си ни свесен, бидејќи назад немаш вратено погледнато налево каква е структурата, дека цело време било во uptrend, и во тој момент, например, ти ќе се надеваш дека цената ќе оди за сел, а се случува тој breakout и цената продолжува уште кон горе. Така да треба да имаш навика налево да погледнуваш, значи да гледаш каква била структурата претходно во изминатите минути, сати, ден, ајде каков ти е стилот во зависност, и по тоа да си го прилагодуваш, да си ја прилагодуваш позицијата. Има ли некое прашање, некој коментар, дали е логички, нелогички? Значи на MT5, на 5 минутниот таймфрейм има скоркард за бај, иако семафорот е бериш, што
од прва е нели конфузно, чекај сега нели е бериш, зошто сега да пуштам бај, затоа што цената се спуштала и дошла на пример до тука до 4350, 55 уствари, и едноставно нема повеќе сила да оди надоле, нема кој тие позиции да ги купи, што ги продаваат продавачите, и од тука скенерот одлучува дека и баш е цената во тие, значи како што ги гледате горе црвената, доле плавата, се викаат Bollinger Bands и секако Bollinger Bands, значи тоа може и индикатор има на TradingView. Тоа се како некои граници каде што се очекува цената да направи корекција, да се допре на пример како тука до тоа ниво, значи во тој простор стигнала цената, па мала корекција, повторно тука, па корекција. Истото ќе се случи кога ќе дојде до горе. Значи цената ќе оди горе или ќе се одбие тука до таа првата линија на 4385 или на 4390 или на 4400, значи тоа се цели броеви каде што очекуваме цената или да прави ТП ако си во бај или да пушташ сел. Ако отидете малце налево со чартот, тоа се тие нивоа каде што се очекува цената да дојде следно. Значи до тука 4377, па следно до 4400. Значи Sniper Pro е многу има многу функции у позадина што ние не ги гледаме, не ги ни приметуваме затоа што едноставно не ги ни знаеме тие поими, не ни знаеме што да гледаме. Арно, кога ќе малце ќе поучите и ќе влезете во суштината, ќе видите дека многу е интуитивен и многу е лесен за користење и треба едноставно да нема грешки со него. Треба кога ќе видиш кога ќе го видиш чартот и неколку индикатори што ти се свиѓаат и што мислиш дека се окей, како што на пример на мене ми се свиѓаат тие точките. Белите точки се гледаат кога си во dark mode. Значи тука light и dark, кога си во dark mode, гледаш дека има едни бели точки и кога кендловите, свекичките се под белите точки, тоа е знак дека треба да бидеш во sell, а кога кендловите се над белите точки, треба да бидеш во buy. Тие бели точки се викаат PSR, параболик, има скратеница, PSR, и тоа е една од конфирмациите за влез, за тие што се понапредни, што користат 4 од 4 или 6 од 6 конфирмации на буткемпот на Џон Оливер. Значи, кој го има гледано, може да или го користи веќе, значи PSR е еден од за стратегии за влез и за излез во трейд. Значи, кога е за излез, логички, значи, кога точките биле под кендловите, ти си во бај и одеднаш точката оди над кендлот, тоа е за тебе знак дека треба да излезеш од трейдот и дека сега треба да бидеш во сел позиција. Како што сега моментално се случува. И една од тие напредните конфирмација кога тренд direction доле е црвено, горе семафорот е црвено, PSR е над кендловите, друго кога има скоркард или суперстар, значи тоа е суперстрелка. Малку да зумирам за да се види. Еве суперстрелката, кај што пишува волумен, исто и ова може да биде како замена за скоркард. Значи стрелка ваква исто како скоркард. И divergence, оваа Д буква тука, значи дека тие што биле во бај, во моментот кога цената е тука, како што 5 пати го кажавме на 4380, треба да излегуваат од трейд и да пуштаат сел. Значи кога ќе видиш Д, divergence, значи дека тоа е знак за reversal или за промена на трендот. Divergence, Д буквата, значи reversal или промена на трендот. Ја мислам дека
За денес е доста. 1 сат сме скоро на Zoom. Прашања немате, се ви е јасно. Ако имате некој коментар, дали е поучно, дали е too much, дали има смисла, дали ви помага вакво предавање. Зумот е на Маја, инаку Тања. Тања е на Зумот. Тања Малчев. Нема врска. Океј. Ако немате некој прашање или коментар, може да го завршиме полека Зумот. Имаме снимка. Може да ја пуштиме ако сакате. Не е проблем Тоша, океј. Може да ја пуштиме за да си ја прегледате или тие што не биле на Зумот, може да ја слушаат. Така да би ви посакала убава вечер и ќе се видиме во некоја наредна прилика, најверојатно во новата година. Да, ќе ја пуштиме снимката и ви посакувам успех во тргувањето. Значи многу дисциплина, значи дисциплината е таму каде што сите паѓаме, искусни и понеискусни, значи доаѓа момент каде што преовладуваат емоциите, каде што сакаш too much too fast и тоа, се прават грешки секогаш, ама грешките треба да бидат лекција едноставно, инаку е проблем. Убави празници на сите, фала ви многу на времето. Се слушаме во некоја наредна прилика, во некој нареден Zoom. Убава вечер на сите.